Време е за разговор во студиото 3 на Македонската телевизија, кој што го најавивме некаде околу 7 часот и 30 минути, кога зборувавме за состојбите во земјоделството, воениот конфликт Русија-Украина, потекна стапка и граѓаните за недостиг од основни прехранбени производи и од друга страна стравка и земјоделците за пласманот на своите производи, кои што до пред известно време го извезуваа на пазарите во Украина и Русија. Има ли алтернатива за оваа опција? Ќе има ли недостиг од основни прехранбени производи и ќе има ли покачување на цените на истите? Се само дел од прашањата кои што ова утро му ги поставуваме на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски. Добре ни дојдовте во Добро утро. Многу актуелни теми за кои што можеме да говориме ова утро. Почнуваме со она што ги загрижува, се чини, најмногу граѓаните, основните производи и можниот недостиг на истите. Оваа актуелна состојба покажа дека е многу важно обезбедувањето на храна, господине Николовски. Точно, има многу теми, а секогаш кратко време, бидејќи во фокусот е производството на храна, обезбедувањето на храна. Ние правиме се земјоделството, Министерството е подготвено, зборам не само за овие тековни предизвици, туку и за креирање на долгорочни политики, и тоа го правиме во моментот. Меѓутоа, фокусот е како да обезбедиме храна, и граѓаните не треба да се грижат, треба да имат доверба во институциите, навремено се презимаат сите чекори и мерки, се следат сите состојби, се прават сите анализи и се даваат насоките. Како со дипломатско-конзуларните представништва, како со сите министри од регионот, буквално на дневна основа креираме мерки и политики, и владата секоја недела носи дополнителни интервентни мерки во делот на земјоделството. Од тој аспект ќе се обезбедат алтернативи за секое земјоделско производство, и храна ќе има доволно, и стратешките култури секако дека ќе ги имаме. И ајдеме малку подетално за се од ова што го најавивте предходно. Во одредниот надзор за утврдување на количините на пченица, пченка и јачмен кај мелничарите изминатава недела покажа дека во земјава во моментов има 45 до 50 илјади тони залихи на пченица. Со Србија е договорен извоз. Она што ме интересира, доволни ли ќе бидат овие количини за потребите на државата? Жетвата е за месец и половина, за два. Нашето производство од година во година се зголемува, и тој факт граѓаните треба да го знаат. Заради тоа што код 2017 сме имале 193.000 тони производство, 2021 имаме 255.000. Дури и ова година очекуваме, согласно површините кои што се пријавени и реализирани во сеидбениот план, околу 75.000 хектари, тоа се повторно над 255-260.000 тони пченица од новата сезона, така да овие количини кои што стопанските комори ги пријавија исто кај нас, со кои што разговаравме, сметам дека се доволни. Владата на Република Србија на следната седница ќе ја донесе одлуката да бидеме иземени и да сите овие договори бидат реализирани во следните 2 недели. Пред речиси една недела во Македонија наутре имавме директно линковско вклучување од Струмица. За 10 дена таму на голема врата се најавува првото раноградинарско производство. И ги слушнавме земјоделците кои што беа загрижени за пронаоѓањето на можни алтернативни пазари за пласман на производите. Знам дека сте во контакт со вашите колеги од регионот и од цела Европа. Кои алтернативни пазари се во игра? Првин, имавме средби на терен во Струмица минатата недела и се сретнав лично и со преработувачката индустрија, која што расте и чиј извоз е зголемен драстично ова година, и тоа радува, заради тоа што се станува збор за конзервна индустрија, производство на финални производи, што треба да е фокус и на секој земјоделец, и на институциите, и на државата. Меѓутоа се сретнавме и со производителите и со откупувачите. На ниту еден откупувач, ниту еден договор не му е откажен или прекинат, туку ние немаме се уште пролетна зелка. И таа се очекува следните 7 до 10 дена, за да видиме низ кои канали и на кој начин ќе оди. Меѓутоа, со нивните партнери од страна на Украина нема прекин. Работата е сега околу транспорт, околу други прашања, и секако дека паралелно не оставаме на случајност, туку се бараат. Затоа алтернативи, затоа зборевме и со сите министри од регионот, и затоа дадовме јасни насоки и се мобилизирани нашите државни дипломатски и конзуларни представништва. Така да во следните неколку денови секако ќе ги знаеме повратните информации. Секој ден нашите представници на терен, а тоа се и
амбасадорите и економските представници даваат информации, остваруваат средби со компании во нивните држави, така да верувам дека има позитивни сигнали како ова производство да биде насочено и во тој момент ако има откажување на договорите. Има ли опција да речеме што ќе остане откако ќе се видат сите опции да се искористи во нашата домашна прехранбена индустрија? Апсолутно, затоа правиме план. Вчера бевме во Росоман. Во Росоман направивме точен план како во локален ладелник во Росоман, каде што имаме капацитет од неколку илјади тони, буквално направивме неформално партнерство вчера помеѓу производителите на праски и помеѓу откупувачите. Таму имаме солиден ладилник каде што може да бидат сместени, да се чуваат, и тоа ќе го правиме на секаде. Буквално нема да дозволиме да има проблем. Меѓутоа првин да е добра годината, да ги имаме сите климатски услови, дај Боже да немаме измрзнување и така натаму. И очекуваме, во секој еден поглед ние ќе реагираме, сите домашни капацитети кои што ги имаме секако ќе бидат ставени во функција. Ние креираме и нов закон за уредување на пазарите, кој што во финална фаза. Овој закон е целосно подготвен, во следниот период ќе влезе во процедура. Тоа значи дека вишокот на производи може да се користат и за школските шеми. И во градинките, во училиштата, на регулиран начин, под контрола на Агенцијата за храна и така натаму. Така да и новите механизми преку проектите на ИПА секако дека ги користиме и граѓаните треба да знаат дека целосно сме мобилизирани, да нема грижа, дека буквално целокупното домашно производство ќе мора да биде извезено, мора да се најде начинот и местото, а владата дополнително стимулира, односно носи нови мерки и политики кои што ги намалуваат производствените трошоци во една ваква светска криза во која што гледаме како цените растат. Го споменавте на почетокот на разговорот интервентниот фонд од 250 милиони динари за облажување на последиците од актуелната ситуација. Она што ме интересира за кого се ќе биде наменет, какви се последици ќе облажува? Кажав, владата на секоја владина седница се носат нови мерки покрај и директната исплата на субвенциите. Еве може денеска да кажам дека поледелците ќе ги добијат субвенциите денеска. Тоа се 22.000 апликации, односно земјоделски стопанства, земјоделци, фармери, кои што денеска ќе добијат околу 10 милиони евра субвенции и ние ќе правиме се за да ја забрзаме исплатата на субвенциите и тоа го договараме и со Министерството за финанси, меѓутоа и со подпредседателот на владата, битики по насоки на владата веќе креираме зголемување на интервентната поддршка, интервентниот фонд на база на сите средби кои што ги имаме на терен, кои што се исклучително корисни заради тоа што од таму се дознаат проблемите и се наоѓаат решенијата. Овој интервентен фонд кој што помина на влада опфаќа поддршка која што интервентна и идна во делот на вештачкото ѓубриво, кое што потребно за прихрана во овој момент, така да околу 120 милиони денари се наменети за површините со пченица и со јачмен. 25% добиваат земјоделците поддршка по хектар, односно околу 2500 денари по хектар. Треба да ги чуваат фискалните сметки и до крајот на април да искористат оваа мерка, да набават вештачко ѓубриво. Работиме и на обезбедување на дополнителни количини доколку нема и на таа тема разговараме и со Република Србија на дневна основа. И имаме и други начини и можности, меѓутоа ѓубриво ќе има. Знаеме дека цените се енормно зголемени, меѓутоа и постојано интервенираме и можна и дополнителна поддршка во овој поглед. Разговараме со останатите сектори, говедарство, живинарство, ги споменавме градинарството и останатите сектори и на база на сите овие анализи на следната влада секако дека ќе имаме зголемување на интервентната поддршка која што е неопходна. Голем дел од граѓаните изминатиот период прават залихи од храна, што од страв дека ќе ја нема, што од страв дека ќе поскапи истата. Споменавте, не треба да се грижиме, ќе има основни производи доволно, но ќе има ли поскапување за земјоделските производи како последица на целата оваа ситуација? Што велат вашите информации? Првин добро е што во рамки на економскиот пакет на мерки се ограничи, односно се замрзнаа цените на основните продукти, се намали данокот на додадена вредност на 0% и така натаму. Имаме повеќе контролни механизми како да се задржат и намалат цените во случај на светска криза, на затворени пазари и така натаму. Open Balkan ни нуди можности да имаме и отворени пазари и поддршка и во овој дел. Ние во
разговорите кои што ги имавме, обезбедивме доволни количини на масло за јадење, рафинирано и нерафинирано, кое што ќе биде испорачено, така да нема потреба од паника и не гледам дека за разлика од другите земји, мислам дека граѓаните кај нас се смирени и нема такви непотребни паники низ маркетите како што гледаме низ други европски земји. Ги следиме состојбите и верувам дека ќе бидат задржани цените, меѓутоа ние поддршката ќе продолжиме да ја даваме и на примарното земјоделство, на производителите заради растот на сите цени, да обезбедиме целокупен пласман на производите, а со сите мерки кои што ги има владата секако и да се држат основните продукти на овие цени. Актуелната ситуација покажа дека синџирот на производство на храна е од национална важност на една земја. Се размислува ли да речеме производите од кои што во моментов зависиме од увоз да почнеме да ги произведуваме, бидејќи најдов на некоја статистика од Државниот завод за статистика која што вели дека пред повеќе од 30 години имало значително поголемо производство речиси на сите земјоделски производи. Апсолутно, токму тој план и стратегија ние и пред самата криза го направивме и доставивме до владата во делот на стратешките култури, како што се пченицата и останатите, или промената на моделот на субвенции, која што е друга тема, а ја почнуваме од оваа година. Значи дека ќе имаме авансна исплата на субвенциите, меѓутоа точно оваа година ќе направиме стратегија анализа што е тоа што ќе се поддржува. Не може се и се што да се поддржува, а на крај да го немаме производството. И затоа искрено треба да збориме и за навиките на земјоделците, и за менталитетот, и за промените. Јас вчера тоа многу јасно го кажав пред сите во Росуман, ние очекуваме здружување, заедништво, партнерство, окрупнување, за другарството. Затоа ги носиме сите овие закони кои што веќе се во постапки и процедури, меѓутоа и нудат поддршка и грантови во секој еден поглед. Меѓутоа, еве во делот на стратешките култури, планот точно предвидува дека за 3 години на среден рок ние можеме сериозно да го намалиме увозот на пченица. Како? Со нови мерки и политики, со ставање на целокупното земјиште обработливо во функција, поддршка на земјоделците со нафта, со сертифицирано семе, со редовни субвенции, со останати мерки, како да дојдеме до поквалитетна пченица. За 3 години можеме да го намалиме тој увоз за 30.000 тони преку зголемување на приносот по хектар, кој што треба да го направиме со сите мерки, со целокупната работа. На долг рок, секако дека тоа ќе предизвика и да станеме увозно независни. Меѓутоа, го имаме планот, имаме стратегијата, сега носиме мерки кои што мора да реагираат на пазарот веднаш за да го заштитиме и зачуваме производството и да го зголемиме. Еве тоа бројките покажува дека се зголемува. Точно пред 30 години дека сме имале и 200.000 хектари со пченица. Меѓутоа, транзицијата, пропаднувањето на агрокомбинатите огромни, иселувањето на младите, немањето на работна сила и многу други мерки, односно последици кои што ги имавме во овие 30 години, дојдоа до тоа намалување. Но сега имаме друг тренд. Треба да го задржиме и треба да продолжиме во тој правец. Сакаме на младите малку да се задржиме. Целта на субвенциите апсолутно е да поттикне производство, но факт е дека низ годиниве се повеќе млади земјоделци, чија земјоделството било нивна фамилијарна, семејна приказна низ годиниве, бараат алтернативни други професии. Даваат ли овие интервентни мерки, ајде да кажеме, или субвенции изминативе години, подкрепа и желба на младите да се вратат во земјоделството, бидејќи станува збор за сериозна, профитабилна приказна, ако се земе реално? Апсолутно, јас секоја сабота ги посетувам младите фармери, се со цел да пратиме и преку вас порака дека ги има на терен. Имаме во Скопско извонредни примери како млади чуваат кози и како добро заработуваат. Викендот бевме во една фарма во Полок. Имаме многу млади кои што произведуваат, се занимаваат со пчеларство, произведуваат чоколади и така натаму, кои што се навистина и се дел на мерките кои што ги реализираме. Младите преку новите измени на Законот за земјоделство кои што се во собраниска процедура ќе добиваат во делот на поддршката грант за млади од 20.000 евра, таа поддршка ја зголемивме од 10 на 20.000 евра, сега ќе добиваат и 40% аванс, веднаш да добијат средства и пари. Во следниот период 160 договори ќе бидат склучени во делот на младите фармери и интересот е се поголем. И навистина ги мотивирам и апелирам до сите. Во следниот период ќе излезат многу огласи за ставање на целокупното слободно државно земјоделско земјиште во функција. Младите имаат опција да добијат грант од 20.000 евра. Пред нас е новиот ИПАР 3,
кој што е 60% зголемен буџет од делот на Европската унија, заради тоа што го искористивме целосно ИПАРД 2, а тоа значи околу 250 милиони евра вкупно, кои што во следните 7 години само преку ИПАРД ќе бидат вбризгани во земјоделството и во руралниот развој. Оваа држава има природни ресурси, убавини, има земјиште, има вода, има пасишта, зашто ќе носиме нов закон за пасишта и навистина апелираме младите да продолжат да ги користат сите мерки и инструменти кои што стојат на располагање, вклучително и жените. Жените сега ќе имаат можност за 6000 евра грант. Има извонредни примери на терен, на секаде, како жените произведуваат и продаваат сега од прак различни земјоделски и тоа финални производи. И се заработува од тоа и тие потврдуваат и затоа ги посетуваме секаде на терен да го видиме нивното искуство, но и да мотивираме млади и жени да се занимаваат и да влезат во овој сектор. Од ова што го кажавте, имам впечаток дека не оставате ништо на случајност, барем во овој период, и дека и ние граѓаните и земјоделците не треба да се грижат. Апсолутно. Точно на почетокот кажав, ние сме подготвуваме 34 различни законски решенија во секој еден сегмент за реформи, приближување до Европската унија, нови инструменти, нов ИПАРД од 250 милиони евра вкупно, нови капитални инвестиции, инвестиции во системите за наводнување на сите средини. На 14 подрачја во државата правиме извонредни проекти за консолидација, окрупнување на земјоделците и ве повикувам да ги погледнете на терен, заради тоа што се тоа проекти кои што веќе се реализираат, мали системи за наводнување, нови мерки и политики во програмата за рурален развој кои што даваат огромна поддршка на младите, на жените, за набавка на приплоден добиток, за нови насади, за нови мерки и политики, така да верувам, еве, низ комплексноста на овој сектор ќе можеме и преку вас да допреме до што поголем број на граѓани кои што, еве, ги ставаме сите услови, ги обезбедуваме државата сите услови и во време на криза, како што велиме, зголемуваме процент на зелена нафта, на вештачко ѓубриво, на различен тип на поддршка, но и на долг рок да се фокусираме, заради тоа што основа на македонската економија е земјоделство. Благодарам што сте отворени за разговор за темите кои што не засегаат и загрижуваат изминатиот период.